Се наоѓаме во економскиот факултет при Универзитет Гоце Делчев, еден од најбројните кампуси при Угада. Сретнавме многу млади и ги прашавме колку според нив вреди нивното мислење во нашето општество. Иако порано мислењето на младите се повеќе се занемаруваше, денеска можеме да забележам дека се повеќе се вреднува и се повеќе се цени свежиот поглед на младите во општеството. Сметам дека со развојот на технологијата младите си го наоѓаат се повеќе и повеќе своето место во општеството, доколку претходно постоеше некоја си скепса за тоа да млади, неискусни и така напрему, а во денешно време младите многу подобро се снаоѓаат во некои аспекти, но младинските политики се многу важни во општеството и затоа ги мотивирам сите млади да се активно да се вклучат во креирањето на нивната идеја. Според мене, мислењето на младите е најклучното мислење во денешнината, бидејќи младите се лидерите на иднината, тие се тие кои што ги поставуваат идните политики, тие се тие кои што ќе ободат светот. Првично да знаат што тие сакаат, да имаат визија за иднината, да може да оформат таа визија. Почнува од образованието, реално, и еве конкретно денеска сме на настан за исто и алијанса за нашиот универзитет. Тоа е програма преку која што мислењето на младите се почитува, на младите се дава можност, на младите се дава простор преку кој што тие може да си искажат мислењето. Во нашето општество мислам дека мислењето на младите и како вреди. Проблемот е во инволвираноста на младите. Мислам дека тие се малку повеќе мразеливи во поглед на тоа да сакаат да учествуваат во донесувањето одлуки. Како еве тебе како млад човек некој би те мотивирал да учествуваш во донесување на политики? Мислам дека тоа доаѓа само од себе, дека не може некој друг да ти ја наметне потребата да сакаш да донесуваш одлуки. Ако сакаш промени во општеството, тогаш и ќе се трудиш да ги направиш и ќе пронајдеш сам начини каде, како и кога можеш да влијаеш на тие одлуки.